Разговараме со министерката за труд и социјална политика. Помина 40 и неколку денови од како дојдовте на функција, но првото прашање кое што се наметнува и кое што веднаш, да кажам, го погоди вашиот ресор е продолжување на породилното отсуство. Министерке Царовска, како гледате на ова прашање за кое што, да кажам, се крена прашање уште на самиот почеток? Па така, да, во парламентот имаше иницијатива, граѓанска иницијатива за продолжување на породилното. Истата таа иницијатива беше превземена и од две пратенички од собранието. И јас сум среќна што се поднесуваат иницијативи од граѓани и го почитувам тоа. Затоа и се случи јавна расправа во собранието. Јас како министер бев таму и заменикот министер на ова министерство беше присутен на сите процеси што се случува во собранието. И заедно со јавноста сакавме да дискутираме што значи да се има породилно отсуство од 18 месеци и како тоа, од сите аспекти гледано, може да ја погоди жената во Македонија. И кога ќе видиме дека процентот на жени кои што ни се неактивни на пазар на труд, ќе утврдиме дека ако направиме породилно отсуство од 18 месеци, веројатно ќе се случи и дискриминација од страна на работодавачите. Токму истото го потврди и работодавачите. Дали може да се очекува сепак продолжување, можеби не на 18, на 12 месеци или така, имате ли размислување? Тоа зависи од како заеднички со граѓаните и со пратениците ќе утврдиме. Може да се поднесе нов закон, може да се размислува и да се дебатира кои се најдобрите форми за продолжување на породилното отсуство, но не само на жената, туку и на мажот. Меѓу првите проекти кои што здружено со повеќе ресори ќе ги реализира е минималната плата. Какви се вашите согледувања? Колку работници во Македонија земаат минимална плата? Какви се проценките и кога може да се очекува овој проект, да кажеме, да биде реализиран во пракса? Она кое што ние го правиме е поддршка на работодавачите, кој што го предлагаме, е поддршка на работодавачите, посебно во оние индустрии во кои што досега имаше дискриминаторска одредба во Законот за минимална плата и стоеше дека текстилната, кожарската индустрија за облека нема да го остваруваат, тие работници таму нема да го остваруваат правото на минимална плата, што за мене навистина е проблематично. Затоа ние велиме ќе ги субвенционираме овие работодавачи, за да немаме отпуштања на работниците. Тоа ќе го видите во законот. Чин ќе го објавиме законот на ЕНАР и во собрание ќе може да дискутираме во однос на сумите. Пресметките се направени, дискутирани, но не би сакала еве во ова интервју ќе се има посебна пресконференција по однос на ова прашање. Но треба да се дополни до 12.000. Веќе има пари во буџетот, со ребалансот се обезбедени финансиски средства, така да нема да имаме тука никаков проблем. Кога ќе излезе законот од влада, ќе се усвои на влада, ќе биде пратен до собранието, пратениците ќе дискутираат и ќе ги знаеме сите детали. Но пари во буџетот по нашите пресметки и она што е договорено со работодавачите и синдикатите веќе постојат. Во однос на условите сега за лицата од третото доба, да кажем. Знаеме дека имаше многу проблеми во приватните старски домови посебно. Предпоставувам дека тоа ќе биде едно од вашите прашања со кои што ќе се занимавате. Имаше несоодветни услови, несоодветна грижа за стари лица. Како овој проблем ќе го решавате и на кој начин, дали ќе има засилена контрола? Во јавните установи во Македонија кои што се 5 имаме сместено 640 лица, во приватните кои што се 25 приватни установи за сместување на стари лица имаме 908 лица. И ова е голема бројка на граѓани кои што треба да бидат од наша страна заштитени. Приватните домови во моментот се борат помеѓу себе и се конкуренција. Па едни ги спуштаат сумите, со тоа ги намалуваат и критериумите, други си ги држат цените, но ги задоволуваат критериумите. И јас знам и многу добри старски домови кои што се како хотели во луксус и старски домови кои што на вистина не ги исполнуваат условите ниту минимум. И затоа инспекцијските служби во овој момент укажуваат до старските домови дека треба да ги исполнат критериумите по правилниците, но во периодот работиме исто така и на соработка со старските домови со цел да се направи стварно различен тип на критериуми и нивоа и на цени и на услуги кои што ги даваат приватните старски домови. Прашањето е, министерке, дали тоа што го нудат како услуга го исполнуваат? Имате ли некој механизам за контрола? Да, апсолутно, социјалните инспекцијски служби се тие кои што одат на терен и трудовата инспекција и таму да види во кои услови работат вработените. Но во моментот ви кажам каква е состојбата. Ние можеме да речеме да прогласиме дека сите тие кои што не ги исполнуваат условите треба да се затворат. Но затоа вие спомнав бројката 908 возрастни граѓани се сместени таму. Ако се затворат центрите, тие граѓани остануваат без заштита и поддршка. Една од мерките кои што ги најавувавте кога бевте опозиција и воедно и имавте и предлог за зголемување на социјалната помош, кој што не помина.
На каков став е сега Министерството по однос на ова прашање? Да, зголемување на социјална парична помош е некако продолжување на истиот систем што беше претходно, што е погрешно. И јас како министер и како социјален работник ви кажувам дека ние во Македонија мора да ги групираме постоечките права и стојам на тоа дека треба оној трансфер што ќе го исплатиме како Министерство за труд до граѓаните што се во одредена па не само во ризик, туку во економска немоќ. Значи тие немаат други приходи, треба да биде до линија на сиромаштија. Линијата на сиромаштија во Македонија утврдува Завод за статистика. Ако ние не ја почитуваме таа линија на сиромаштија, утврдена како 6.000 денари за едно лице или 12.000 денари за 4-члено семејство, тогаш нашите трансфери не си ја вршат работата. Ако не си ја вршат работата, не ја намалуваат сиромаштијата, тогаш се залудно потрошени пари. Кажувавте дека социјалната помош е минимален адекват. Па така стојам на том, затоа велам дека ние креираме систем кој што 2018 година од некаде август месец, една година ќе има потреба за реформа на систем, некаде август, септември месец ќе се донесе новиот закон по кој што ќе се исплаќа минимален адекватен приход кој што ќе биде поврзан со линија на сиромаштија. Тоа е апсолутно покачување, не за дупло, туку за можеби 3 пати. За колку ќе биде покачена? Па затоа реков во моментов линијата на сиромаштија е 12.000 денари. Ако јас имав од 2016 до денеска реформа веќе спроведена и нов закон социјална заштита, во овој момент ќе исплатавме 12.000 денари за 4-члено семејство. Во 2018 година ќе видиме која ќе биде линијата на сиромаштија и ќе усогласиме со неја за сумата. Разбирате, зашто ние ако си карикираме и кажам ја 5.610, не, велам ќе ја поврзам со линија на сиромаштија, тоа го кажав и кога бев во опозиција. Да, ма вие кога бевте во опозиција кажавте дека повеќе од 400.000 граѓани живеат со 40 денари по. Тоа е факт, и денеска живеат. Но, за да може да се исплатат 12.000 денари, не е потребно да јас ја зголемам социјална парична помош за 5, 10, 15 и 20%. Потребно е да го воведам како систем минимален адекватен приход кој што ќе исплаќа 12.000 денари за 4-члено домаќинство согласно статистиките од Државниот завод за статистика. Министерке, можеби ова прашање не е за вас, но тема која што многу задираше во последно време и на која што вие мислам предочувавте кога бевте опозиција, тоа е распределбата на социјалните станови, иако тука спаѓаат лицата кои што се социјално загрозени. Меѓутоа знаеме дека и од медиумите имаше информации дека во тие станови живеат лица со многу високи примања и не се социјално загрозени. Како ова прашање би требало да се затвори? Чисто ваше размислување. Треба ли да се направи некоја ревизија, можеби, на доделените социјални станови, во иднина како ќе се доделуваат? Ака еднаш остварено право во Македонија и во светот е за секогаш остварено право. И тука чепкање нема, нека не се плашат граѓаните по однос на ова прашање. Ова прашање е за Министерство за труд, Министерство за транспорт и врски, да, но јас ќе ви одговорам дека секој оној кој што добил социјален стан, да кажеме така, изграден, и имал можност да си го откупи за 600 евра квадрат, значи дека нешто не е во ред. Значи, навистина тоа лице не е социјален случај. Зашто знаеме дека низ Македонија, па еве најблиску во Куманово, ние имаме, може да купите за 500 и 600 евра квадрат, регуларен стан. Тоа ми укажува дека навистина таму се правени некои манипулации. Па тоа е нормалната цена, тоа не е социјален стан. И сега тие луѓе може да плаќаат кирија во тие станови, така кон тие кои што ги градат и ги стопанисуваат становите за помала сума, но сепак сметам дека становите не смеа да се доделуваат на трајно користење. Становите треба да се доделат на граѓани кои што се материјално необезбедени во даден момент од животот, со различен социјален ризик, може да се направат под категории, но го користат додека не се промени нивната состојба. При промена на таа состојба, станот тие треба да се преселат во стан кој што ќе си го плаќаат како останатите граѓани, а тој стан да се додели на други семејства или други лица кои што имаат потреба во тој момент. Во моментот нема такви станови кои што ние можеме по нов систем да ги распределуваме, уште еднаш ќе проверите со другото министерство, но секако ние бараме и како влада да добиеме информација за детали и кога ќе имаме детали ќе искочиме пред вас. Волку се слободни станови во моментот, ќе отвориме конкурс по критериуми, да, ама и за останати, ако се уште има недоделени станови, ќе ги поделиме по овој критериум што ви кажам и ќе си донесеме и законско решение и подзаконски решенија. Дека го користите станот при промена на материјална состојба, вие ќе мора да го напуштите станот. Министерке, ви благодарам за исцрпниот разговор. Ви благодарам.